38-то издание на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки ќе биде отворен на 23 септември со филмот Насоки. Македонско-бугарска копродукција на авторот Стефан Командарев и неговиот соработник, кинематограферот Веселин Христов, рече денеска директорот на фестивалот Благоја Куновски-Доре на пресконференција одржана во Битола. Годинава за фестивалските награди ќе се надпреваруваат 13 филмови, а дури 10 нивни кинематографери лично ќе присуствуваат на фестивалот во Битола. Од 13 избрани филма во конкуренција, која е силна и квалитетна, филмот на отворањето е бугарско-македонската копродукција Насоки, или Directions на англискиот наслов, на Стефан Командарев како режисер и сценарист и на Стефан Христов како кинематографер, а за затворањето е еден од двата француски филма, тоа е филмот Нека влезе сонцето, Let the Sunshine In, на тандемот Клер Дени како сценаристка и режисерка и нашата позната лауреатка со два филма овде застапена, Ањес Годар. Тоа е тоа. Ањес Годар се јавува и како снимателка на филмот на Теона Митевска. Од фестивалот најавија дека специјалната награда Златна камера 300 за посебен придонес во светската филмска уметност за 2017-та ќе му биде доделена на Милчо Манчевски, македонски и светски режисер и сценарист, а во негова чест ќе биде прикажан филмот Крајот на времето. На 38-то издание на фестивалот ќе бидат прикажани и 7 документарни филмови. Годинава имам најмалку наслови, 7 наслови, од проста причина што и документарните филмови веќе стануваат филмови кои што се барани и за секој од нив се бара скрининг физ, значи да се плати за прикажување, а ние гледаме тоа да биде едно прикажување, бидејќи двете се веќе премногу. И затоа ги намаливме филмовите и во документарната и во европските перспективи. Сите настани и годинава ќе се одржат во Центарот за култура од Битола. Центарот за култура од Битола, како што знаете, секоја година и децении наназад, значи, ги става на располагање сите своји капацитети кои што имаме тука, со кои располагаме за што поуспешна реализација да самиот фестивал. Се разбира, тука сакам да го потенцирам и 3D киното, кој што е со врвна технологија и секако дека придонесува за успешна презентација на сите филмови што ќе ги презентирате оваа година и во која што целата публика, мислам, присутна тука ќе ужива во самата слика. Буџетот на фестивалот годинава изнесува 150.000 денари од општина Битола за печатење материјали, 250.000 денари во функција на фестивалот и 8 милиони денари од Агенцијата за филм. 38-то издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки ќе започне на 23 септември и завршува на 30 септември. На денешната пресконференција одржана во Битола немаше представник од општина Битола, а организаторите беа изненадени од големиот број на новинари од Битола кои го следат настанот.